Седам на едно многу убаво место во Слиема, иако веќе сезоната подзавршува, тоа за континенталниот дел од Европа, за Малта не. Ги споменав пред некое време од нашето враќање од одмор, Визер, уште еднаш да ги пофалам, бидејќи тоа беше единствениот лет, не знам дали јас имав среќа или едноставно така се погоди без никакво доцнење, прекрасен екипаж. Ако случајно не сте го прочитале постот, вратете се, прочитете го, а во неколкуте наредни денови ќе ви ги репостирам оние важни информации кои што се исклучително важни за луѓето кои што сакаат да ги обноват или да ги извадат новите работни дозволи. Човекот кој што правев муавет пред неколку недели, Слободан Рангелов, кој што ги следи тие информации, напомена за овој период да не менувате адреса на живење и да не менувате работодавец. Деталите ќе ги видите после во линковите на една од емисиите, бидејќи тоа го објаснувам, бидејќи ова е период каде што може да имате проблеми со вашата работна дозвола. Сега се враќаме на убавите работи, скокаме малце на релација Македонија-Малта, бидејќи младите U17 фудбалската репрезентација на Македонија пристигна на островот и во наредните 10 дена ќе биде во Малта. Настапуваат на квалификацијскиот турнир за Европското првенство во Кипар следната година во група со Словачка, Шпанија и Малта. Првите две места водат директно на Европското првенство, а најдобрите две, мислам, од третите места и исто така ќе одат на Европско. Македонија е пред исклучително убава прилика да настапи на Европското првенство за U17. Тоа ветува дека може да има Македонија добар фудбал. Но ја имаме и Македонија која што настапува во футсал лигата овде во Малта. Пред 2 години беше шампион во пониската категорија, а сега се бори за шампионската титула во елитната категорија. Започнува зимската лига наскоро и се надевам дека нашата Македонија во Малта ќе биде шампион оваа година. И тоа е нашата фудбалска гордост овдека на островот. Фудбалската федерација на Македонија на ова патување достави донација за фудбалскиот клуб Македонија од Малта. Тоа е убава грижа, една голема благодарност. Јас го снимав тој момент и ќе ви го прикажам во денешната епизода. И уште нешто. Вардаровата легенда. Васил Рингов за него знаеше да каже: најбрзиот играч со кој што сум играл во мојата кариера. Томче Трајановски. Пелистер, Вардар. Јас се сеќавам на Томче Трајановски, на градскиот стадион бев дете кога го след, исклучително брз. Да, Томче Трајановски, сите оние вардаровци сигурно дека се сеќава, денеска е во стручниот штаб тренер на ова младинска категорија на нашата фудбалска U17 генерација. Направив еден мал муавет, краток колку ни дозволува времето, му посакувам успех, многу интересен муавет, ќе го видите сега во следните минути и не заборавајте да ве потсетам. Среда на Сентенари стадионот играат против Словачка, сабота на Сентенари стадионот од 11 часот играат против Шпанија и во вторник последниот натпревар против Малта. Бидете на Сентенари и ако се обезбедат тие 3 бода, ќе ги гледаме повторно на Европското првенство U17. Значи, започнуваме со она што го подготвивме за денеска. Уживајте. Friday 8 p.m. New podcast. Виктор Павловски. Виктор, како представник на Фудбалската федерација, имаш чест, а всушност честа е на нас овде малтежаните, која што благодарение на Фудбалската федерација, која што ја представуваш сега ти, добиваат на донација за прв пат во историјата на постоење на фудбалскиот клуб Македонија од Малта, кој што учествува во матерската фудбалска лига овдека, ваква една убава донација, бидејќи децата сами постојано до сега си купуваат адресовите, плаќаат аконтација. По комуникација со тебе, Филе, и кажа дека овдека има клуб Македонија кој се надпреварува во аматерската лига и кој заслужува да добие донација од Фудбалската федерација на Македонија.
Фудбалската федерација на Македонија излезе во пресред и донесе опрема за фудбалскиот клуб Македонија. Па има по 12 дресови, 2 гарнитури по 12 дресови и 4 голмански дресови и плюс голмански ракавици. Во гарнитурата се фудбалски дресови, шорцеви, штуцни и голмански ракавици. Ова се случува во моментот кога репрезентацијата на U17 доаѓа на квалификацијски турнир за Европско првенство овде во Малта. Да. Како ви е расположението? Сега за сега е одлично, се надеваме на позитивен резултат и веруваме во позитивен резултат. Нашите надпревари се на 25 против Словачка, на 28 против Шпанија и на 31 против Малта. Се надеваме и веруваме во успех и во поминување во елитна рунда на квалификација. Се надевам дека сите македонци што се овдека слушаат, па кој ќе биде слободен, малце е незгодно времето. 11 часот тоа е работно време. Во сабота може да биде на дуелот со Шпанија, би било добро да имаме има добра поддршка. Да. Владимир Богдановски, ти како капитен, како највозрасен, како лидер во екипата Македонија, како си задоволен од оваа донација што ФФМ ви ја испорачува денеска во старт на турнирот на Презадоволен. Фала на Фудбалска федерација на Македонија. Голема благодарност до нив, благодарност до Соцнет радио. Што ете, имаме поддршка овие 5 години. Благодарност до сите македонци на Малта што не гледаат. Ова е една убава донација која што ви дојде во вистински момент и во вистинско време, бидејќи вие сами се финансирате од аконтаци до дресови до буквално се. Да, 4 години, повеќе од 4 години се финансираме сами. Ова е прв пат да имаме спонзорство и уште еднаш благодарност до Фудбалска федерација на Македонија. Голема е честа да се носи овој дрес. Сега сме во елитната лига, изигравме 2 утакмици, завршивме добро, 2 победи, добра гол разлика. На прво место сме и очекуваме да останеме така до крај. Ви посакувам успех и среќа, а со овие дресови се надевам дека уште долго гордо ќе го носите името Македонија на карпава наша. Да, се надеваме и ние со овие дресови да славиме шампионска титула оваа сезона. Благодарност до сите, до Фудбалска федерација на Македонија, уште еднаш благодарност до вас. И со среќа. Фала, ќе ни треба. On Macedonian language. Томче Трајановски. Оние што не се сеќават, ја ги потсетам. Вардар, Пелистер, ама повеќе Вардар, за Вардар ке збориме. Вардар, една генерација стара, со Васе Рингов, таа добра кога ги полнеше градските трибини, кај што цело Скопје дишеше со тој клуб. Сега се стенија работите, денеска во Фудбалска федерација и денеска во Малта. Со U17 на квалификација за Европско првенство. Томче, прв пат си во Малта? Прв пат. Како ти се допаѓа? Многу убаво. За почеток многу убаво. Тоа значи дека има добри услови за Македонија да се пробие на Европско првенство во Кипар. Па не само што има добри услови, него сум убеден дека оваа генерација ќе се пласира во понатамошниот дел од квалификациите. Да, ти како тренер си елоквентен да кажеш дека е добро и тоа сакав да те прашам колку гледаш квалитет, ама веќе ми одговори. Ви посакувам успех, ама знаеш дека и Малта се развива. Знам дека и Малта се развива, но оваа генерација е една од подобрите во Македонија. И се надеваме на успех. Работиме скоро 2 години со овие деца. Имавме многу пријателски надпревари и мислам дека децава созреа да направат некој успех што ќе биде одскочна даска за нивната кариера. Томче, ќе те вратам назад. На генерацијата ти кога играше фудбал, кога имаше подолга коса, како мене кој беше помлад, Васе Рингов ми рече, вика, прашај го за Тузла, како си поминавме во Тузла. Јас не знам за таа анекдота. За Тузла. Кога дојдов во Вардар 81 година, прво коло игравме со Хајдук во Скопје
Во Хајдук тоа време се направи една атомска екипа со Слишковиќ, најголем трансфер од Велес, Мостар, со браќата Вујовиќ, со Приморат, со Гудеј. Беше еден добар натпревар пред полни трибини. Мислам дека судија беше некој Шинич од Загреб, не досуди пенал на Васе Рингов. Геликич, десниот бек, направи, во контранапад ни дадоа гол, изгубивме 1-0 во Скопје. Вториот натпревар го игравме во Тузла, јас првиот натпревар бев резерва, влегов 15 на минути. Вториот натпревар во Тузла со Слобода, која што беше една од подобрите екипи во Југословенската лига. Изигравме 1-1. Јас прв пат игравме рефлектори на таа утакмица, бака беше убаво за мене, мотивирачки. И имаше една ситуација што јас во мојата кариера ме красеше брзината како еден од најбрзите играчи во Васил Рингов за тебе има кажано, Да. тој е најбрзиот фудбалер со Па, кого сум играл во кариерата. Јас не кажувам најбрзиот, али еден од побрзите играчи. Васил Рингов вели најбрзиот со добро, кого сум играл. Чим вика Васе Рингов, значи, имаше една ситуација што Васе Рингов од лева страна ми е префрлен на десна страна. И јас направив еден шпринт и кога се завртив да центрирам, наши играчи не беа тргнати уште од центар. И сега јас нема на кој да центрирам и Васе ми вика дека бе малечко. Демек, многу брзо сум истрчал. И таа анегдота ја зборувам, еве тоа веќе 40 и некоја година, секоја седнување се подсетуваме на тоа. И ден денеска, кога ќе зборуваме за фудбал и за брзите фудбалери, стално викаме многу се важни првите 7 метри за еден фудбалер. На времето важеше, например, пред 15 години, знам дека го држеше рекордот Ален Бокшиш, како најбрз фудбалер на првите 7 метри. Денеска не знам како се статистиките, ама за во Македонија важи дека Томче Трајановски бил најбрзиот Па фудбалер. немаше во моје време немаше такви мерења, мерења. немаше мерења. Ние на една турнеја во Канада, Вардар, 88 година мислам. Исто таму истрчав еден шпринт, па некој ме мерел со некоја камера што кај нас немаше и ми приде човекот, англичанец некој. И рече ти дечко со оваа брзина треба да одиш во Барса, во Реал, да ме покажеш па да те примат. Јер во тоа време во Југославија немаше такви камери, колку Да. било како било, не знам. Томче, како си задоволен од се она што го гледаш во Македонија? Има ли потенцијал повторно да се направи успехот на европско зборам за селекција, па за да се замени на светско? Или тешко тоа? Има потенцијал, секако дека има Македонија е фудбалска нација, но имаме еден голем проблем што немаме добри услови за работа во Македонија. Значи, да се зборува за услови, мислам дека само во нашава држава веќе тоа. Фудбалските клубови немаат терен, и фудбалските школи немаат терени кај да тренират. Тоа е најголем проблем. А без терени, без услови, сега модерниот фудбал многу тешко се може човек да оди напред како фудбалер. Ние се трудиме колку што можеме, работиме во импровизирани терени и услови, али тоа на долгорочно нема да... Еве гледате во Македонија во последно време нема играчи што играат надбор во некој по-добри од тие топ 5 лиги што се во Европа. Ќе биде голем проблем тоа. Томче, ти благодарам, еве по не знам кој пат од моето телевизиско, сега медиумско покривање на социјалните мрежи, постојано сме биле во контакт, како дете сум те гледал на градски стадион и посакувам уште долго време да се гледаме вака, успешно, ти на едната страна, јас на другата страна од камерата и пред се ти посакувам успех во Малта, па да ве гледаме на европската. Фала многу, јас и на децава им кажав, значи мене имам уште година дена до пензија. Мене ќе ми биде најголема желба да се пласираат во елитна рунда. Јас како тренер таму, значи тоа ми е желба голема, се надевам дека ќе ми се оствари и фала многу за приемот во Малта. 5, 4, 3, 2, 1. Start.